Добро, значи резултатот на знаењето на фикхот. Од резултатите што е? Да се поправи одговорното лице. Целта е да се поправи една одговорно лице. Каде човекот бил тој маж или било тоа жена. Ова е резултатот. После што вели исправност на неговиот ибадет. Ова е вториот плод. Вториот резултат. Да му се поправи ибадетот, да го изврши ибадетот на најточната форма како што Аллах субхана ва таала барат од него. Не да го обожават Аллах субхана ва таала како тој сака, како тој мисли, него кој ќе има знаење на фикхот, ќе го обожава на Аллах субхана ва таала како што Аллах сакат и како што Аллах субхана ва таала наредил, не како што му текнало на некого. Затоа е битно да се учи фикхот. Ние, например, кажавме и другиот дерс. Некои што сакат да отворит некој бизнис, мора да знаат правилата на бизнисот. Така, мора да знаат. После, откако ќе знаат правилата на бизнисот, мора да знаат, да имат знаење за тој бизнис. Како ќе го работи, како ќе го зголемит тој бизнис. Што е потребно за тој бизнис. Оне што гради куќа, треба да знае како да ја гради куќата. Прво треба да го копат местото. После, што треба да прави? Па темелот не се прави така, треба железо да му стави на место. Камења, железо, после да го спремви тубо за темелот да се полни со бетон. И така, после стубовите, па и верата е така. Не можеш ти твојата вера и со твојата вера да го обожаваш на Аллах субхана ва таала како тебе ти текнало. Ке клањам намаз без абдес, например. А намазот е фарз. Тамам? Ама пратеникот салаллаху алейхи ва селем клучот на намазот кој е? Кој е? Клучот на намазот е чистотијата, абдесот. Без абдес немаш намаз. И затоа треба да знаеш. Значи, ова е вториот резултат. Значи, да му се исправи неговиот ибадет. После, третиот резултат е достојно однесување. Етиката, да му поправи етиката, моралот, ахлакот на еден човек. Што имат вредно знаењето кај еден човек ако немат ахлак? Ако немат морал, ако немат етика. Пратеникот салаллаху алейхи ва селем, вие знаете, Аллах субхана ва таала не го пофали за ништо во Куранот освен за етиката, за моралот, за ахлакот. Ва иннека ла ала хулуқин азим. Ти о Мухамед си на едно висок степен од ахлакот, од моралот, од етиката. Етика со најблиските луѓе прво. Со мајката, со таткото. После, со жената. Не со жената да немаш ахлак, да немаш етика, а со другарот да се прави добар. Или пак некој со другарите добар, со родителите катастрофа. Им го крева гласот, му вика, не дај Аллах, можда некои ги тепат. Значи, добро, зашто идеш тогаш, зашто сакаш да стекнеш шеријатско знаење? Ако ти ахлакот твој не сакаш да го поправиш. Значи, ова е резултатите. Прво како? Да го обожаваш на Аллах субхана ва таала на исправен начин. После, да имаш ахлакот, да го поправиш. Ахлакот, етиката, моралот твој да го поправиш. Не да излегвиш како еден човек што нема никакво знаење во верата. Што имаш разлика ти и некој што никогаш не е присуствувал во меџлиси на знаењето, ако не се понашаш добро, ако не го смениш твојот ахлак. Значи, ова е третиот резултат. Тогаш велите овде, дури тогаш се јавува главниот плод. Главниот плод од овие три плодови, што кажавме, најглавниот резултат е да имаш среќен живот во овој дуњалог, затоа што оној што ќе ги стекне тие три плодови, тие три резултати, тој ќе има среќен живот во овој свет и ќе има среќен живот и добар живот и во другиот свет. Ова е резултатот на фикхот. Зашто идеме да учиме фикх?